Продолжува забавата во утринска на Тилма. За прв соговорник веќе споминавме дека продолжуваме во овој декемвриски дел со актерите од Преспав, нашите главни протагонисти кои што навистина прават еден одличен хумор и секогаш велиме дека сега не генерацијски, да, туку буквално цело семејство веќе се насочени кон телевизија Телма, веднаш по топ тема и да ја гледат најновата епизода од ситком серијата која што навистина во наша македонска продукција и се емитува секој работен ден токму на фреквенцијата на Телма телевизија, да откриеме со кој ќе се дружиме. Кажавме веќе Игор Стојчевски. Добре ми дојде во утринска на Телма. Првото прашање на Цеца беше преспали во утро. Да, тоа беше на нашиот организатор. Важиш за ранобудник, тешки ти се овие денови кога треба да станеш малку порано или пробите си го прават твоето? Да, со оглед дека работам во театар, пробите се наутро од 10 часот, практикувам обично барем 1 час порано да станам за да ги завршам сите обврски по дома, да не биде се на брзање. Така што научен сум да станувам рано. Претходно снимавме серијата, така што и тогаш исто станував рано за да стигнам на снимање, значи 6 часот најкасно бев станат, освен во оние денови кога од продукција ме часте и моите снимања почнуваа малку подоцна, да речеме од 11. Па ти дава малку простор да поспиеш. Па малку повеќе простор, да. Па добро, јас секогаш желам за вас особено никогаш најде да биде хаотичен позитивен периодов, што проби за нови представи или пак редовните представи кои што се играат на редовниот репертоар во случајот драмскиот театар и дополнително представ оваа година навистина една одлична магија понудивте за гледачите во етерот. Ние коментиравме нели со тебе дека навистина на македонскиот народ му не достигаше реално ваква добра серија за да може да се насме со шегите кои што навистина ни се дел од секојдневието. Па така е. Таа кризмата која што. Мило ми е што ви се допаѓа и што имате вакви убави зборови за серијата, додека ја работевме ние бевме во исчекување, не знаевме на каков одзив ќе дојдеме кај гледачите, меѓутоа се некако однапред навестуваше дека имаме добар производ. Имавме добри сценарија, луѓето со кои што се сретнувавме и соработувавме ние нормално нели како актери, можеби подоцна се вклучуваме во целиот тој проект и тој процес на создавање. Сценариото и веќе тогаш. Да, веќе во финалниот период се вклучуваме. Претходно дојдовме, се запознавме, видовме дека има неверојатни студија направено и сценографијата беше нешто кое што досега не сум го видел, можам да кажам. Навистина тој простор таму навистина наликува на еден мал пансион симпатичен. Па мојата внука дури праша Марко, бидејќи еден од омилените делови на Македонија токму Преспа, или Марко во Преспа, токму убави кадри се доловени за да се случи вашата магија. Имавме едно училиште, после представа остана сакаа да се запознаат со нас актерите и најмногу прашања има токму за Преспав. Тоа беа деца од кај 14 години, 9 одделение ова поново. 14 години најмногу ги интересираше каде е снимано, како се снима, па одвои време им објаснував што и како сме снимале, како е светот. И најмладите одлично реагираат на Преспав. Да, беа неверојатни, има многу сериозни и многу интересни прашања токму поврзани за Преспав, што ме зачуди. Очекував дека публиката за Преспав е малку повозрасна, да речеме од тинејџери па преку средните години до постарата публика. Меѓутоа ми изненади што и така деца од 14 години и помали ја следат Преспав и има огромен интерес за серијата. Малку да го разработиме Тони, бидејќи досега се друживме со Може прво да ги побараме нашите гледачи. Да, имаме ние секако. Знаеме дека Преспав секогаш предизвикува интерес кај нашата верна публика, ќе ги отвориме телефонските линии чисто ако имате некои прашања, поздрав, убава критика до воопшто Преспав или до Игор, ве очекуваме на 30766777. Така е. Извините, прекинав, па сега зад камерите ние со Игор веќе си начнаме бидејќи немаме прашања, го бомбардиравме утре во позитивна конотација. Тони, еден од ликовите и браќата кои што се, ако не се лажам, најмладиот брат, најпрогресивниот лик дефинитивно браќата, со Коста се дружевме, нарете Тони денеска да доловиме магијата на Тони или пак духот на Тони. Само досега не прашавме јас и Цеце, кога се случуваше кастингот и телефонските повици кога ве повикаа за Преспав? Па тоа беше некаде крајот на мај или почетокот на мај годинава. Мислам дека сите беа веќе претходно начелно некако договорени.
Мислам дека јас најпоследен се вклучив во екипата и имавме одлична соработка, имавме проби. Летото се запознавме со екипата, со режисерите, со продукцијата, продуцентот. Пеце, Одлична да го актерска поздравам. екипа се засобрале. Да, Под ист дух сте сите, мислам дека се створи Адриан, кога некој беше- флуид кој што подоцна многу добро функционираше и на снимање и во самата серија. Мислам дека тоа се препознава и се префрла и од другата страна на камерите и на екраните кај Да, тоа публиката. го потврди и Адриан, ќе го поздравиме во оваа прилика, кажа дека навистина флуидот и комуникацијата, едноставно дружењето помеѓу актерите било феноменално, тоа се пренесува и на екраните. Имаме двајца гледачи. Да, Игор чека некој веројатно да те поздрави. Ајде, Ајде. добро утро, ќе велиме за кого? Добро утро. Со кој имаме чест да разговараме ова утро Игор, Марко и Цеце. Ало, добро утро. Во програма сте господја, повелете. Јас сум Дафинка. Како сте утро? Редовен ваш гледач. Благодариме на вистина. Така да сега ми дадовте да се јавам. Повод за На јавување. вашиот гостин големи честитки. Значи, Благодарам. глумата му е ептен изберена. Немам зборови. Редно беше еднаш Македонија да проработи. Ве молам, јас сакам повише пати и сите луѓе су ми рекла. Ве молам, уклучите Телма да се освежете. Доста више турци 500 години, немам против, нема погрешно да ме разберете. Но ако беше на турски, ќе научевме некој турски збор. Така е, сите го препознаа квалитетот на Не преспав. гледам филм туѓ со наши зборови. А лауда немам коментар, само пофалби. И вакви емисии јас не знам на колку луѓе ги раскажав и колку луѓе ги натерав да гледат Телма. Искрено да ви кажам. Многу Со ни вас значи. се будам во 5 саатот, со вас ми завршува докај 10 саат, не може повише, но вие сте со мене 5 часа наутро. И поручах некои вести тамо чат-пат. И преспав. Значи Ова дека- епизода. Да. Пошто сум ја пензионерка и така ве гледам и ве следам. Дафинка, ве Едно поздравуваме. прашање имам. Ви благодарам, само едно прашање. Секако. Вчера докторот ортопедот што беше како Тоа му беше после. презимето? Ќе се договориме, Добро, оставете јавете ги се вашите после. генерали Да. во режија, ќе се Имаме уште искомуницираме. гледачи кои што чекаат, па да ги Веројатно вклучиме. тие Добро ќе ги утро. поставуваат прашањата. Добро утро. Ало, Добро утро. Повелете. во линија. На програма, во програма програма сте, господине. Повелете. Значи, од Прилеп се јавувам, даме га Галет. Поздрав Нешто од Прилеп. прекрасно досега на нашиве екрани да изгледи. Прекрасно. Актерската екипа сита за Оскарија. Така и ние велиме. Требаше некој Оскарче да Требаше донесе некој на Оскар. Марко. Ништо следа да го оправда. Да немате можеби некое Вакво прашање. Оскарче ќе дадеме. Да немате можеби некое прашање до Игор. Игор, кај снимара емисијава? Како? Каде е снимена мислите Преспав? Во Притори? Па мислам дека само што споменавме, веројатно тоа е нели филмски сет кој што е адаптиран за самата серија, бидејќи ситком популарно наречени токму овие кратки прекрасни шоу кои што се емитуваат, најчесто се во неколку кадри, ако не се лажам. Игор? Серијата е снимена во Скопскиот сајм, изнајмено е студио каде што е поставен сетот, има 4 локации, значи тоа е ресторанот, рецепцијата со мини барот. Собите, ако не се лажам. Собите, има 2 соби кои што по потреба се менуваат и се прават, дали е тоа соба на Тони, на Така. Марио или на некој од гостите, и ходникот кој што води до собите. Значи изграден е сет кој што е во функција на снимањето И на одлично серијата. изгледа како да е во преспа. Прекрасно. Да, со прекрасно. тие некои кадри кои што екипата отиде во Преспав и Така. во Преспа и ги сними за Преспав, навистина се доловува Сосема. како да е серијата снимана таму. Сосема. Како да е Ајде да реален ги уште има слушнеме гледачи и кои- поздравиме нашиот следен гледач. Добро утро. Ало, добро утро на телефон е Вики, поздрав со сите. Поздрав, Поздрав, Вики. Вики. Како сте денеска? Одлично, одлично. Едва е чекав да добијам да го поздравам Игор, нашиот семен лик од Преспав. Ете така. Омилен. Што најмногу ви се допаѓа кај ликот на Игор, односно Тони?
Значи, прво пофалба за комплетниот проект. Толку е направена една голема слика на живењето во нашето општество и опфатени се работите на како треба правилно да се работи, да се функционира во една држава. Значи, не можам да ви опишам. Ние сме дома комплетно обседнати со него. Значи, го чекаме само да дојде да се појави со дел од неговата улога и ние. Ти реков дека е ова за заштита на лични податоци. Значи, така треба да се прави. Дури ги знаат репликите, Игор. Ние сме дома сите баш улога Тони. By the book. Се мора да ни е аргументирано, се мора да ни е естествено. Тони присутен во сечи дом. Одлично, ви благодариме. Огромен поздрав од мене, Марко и од поздрав. Игор. Да. Останете на фреквенцијата на Телма да следите јутрински и се разбира новите епизоди на Преспав. Имаме уште некој Ќе гледач? поставиме прашање, јас Не знам, прво Ајде гледачите да го имаат вклучиме предност. еве и уште еден имаме на линија. Добро утро. Добро утро. Со кога ме чест да разговараме? Јас сум повозрастна гледачка, редовна гледачка на Телма, поготово на серијата Преспав. Со душа чекаме да почне попладне за да седнеме да го гледаме навечер. Сакам само честитки да изразам за актерите во филмот. Толку им лежат, да речам, улогите, нешто неверојатно. Дали Миле, дали Тони, дали Коста. Не знаете кој е подобар. Да, не можам, ти се тим кој што не можеш да кажеш кој е подобар од нив. Така е. На сите им се улогите доделени такви ми се чини какви што им се и карактерите. Дефинитивно. Многу поздрав, многу честитки. Само сакам да прашам колку епизоди има серијава. Ке да знаеме и ние, дел од прашањата се сигурно и тоа не интересира до кога ќе ја гледаме Преспав на малите екрани, бидете со нас до крајот на утринска на Телма. Сите веројатно ќе бараат втора сезона. Дали ќе се случува? Па, колку што јас сум запознаен, втората сезона би требало да се снима на пролет. Значи, следуваат уште 40 епизоди, сега има 40 веќе снимено. Мислам дека втората сезона ќе биде уште нови 40 епизоди. Се ова е, сепак морам да кажам дека е неофицијално, затоа што официјално тоа секако продукцијата би го потврдила. Јас ова само како неофицијални муабет. Знаеш како ќе му даде Игор, како што секој со нетрпение денеска чека Game of Thrones да се појави новата сезона, така ќе биде изгледа со Преспав. Тоа ќе биде добра работа да имаме македонска серија која што Дај наистина Боже. со нетрпение ќе се Ги гледаш очекува. самите реакции. Мислам дека конечно имаме и производ кој што не само во Македонија би успел. Мислам убаво би било да се продаде и и предвидувам дека Преспав би можела да има успех и на Балканот. Да се адаптира со јазите, да синхронизира можеби. Да се види кој ќе биде моделот и како тоа би можело да се извезе како продукт во, не знам, Убаво кажано. Бугарија, Србија, Хрватска. Регионално барем. Еве го Марио збори на одличен хрватски. На вистина за Васил тоа е како актер едно огромно достигнување да одржиш таа концентрација и да вложиш толку напор и труд за да звучиш така, тоа е навистина за пофалба. Да, аплаузи за тебе и за од уредникот, од утринска, буквално за целата екипа. Ако имаме гледач, односно ако гледачот се уште е на линија, да го поздравиме. Добро утро. Кој е со нас? Кој се дружи со нас? Добро утро. Добро, веројатно се исклучили. Не, дефинитивно фонијата, гледам дека телефони врта, дефинитивно го поздрават Игор. Ајде уште нешто ќе се потрудиме. Добро утро. Ништо ќе ни јават од режија, бидејќи ајде сега да го разработиме Тони. Ти спомена за камерите. Ева го Марко гледачот. Ајде да го вклучиме и гледачот секако минутите се за вас. Добро утро. Добро утро. Добро утро. Кој е Некој е срамежливо гласче. Кој е со нас? Ништо. Ајде Добро утро. Ќе мораме бидејќи кусот на времето ќе мора да продолжиме, да. Да го разработиме Тони. Зад камерите ни спомена дека ова е лик кој што е преземен, ако не се лажам, од кој серијал ни спомена Игор? Не, од една представа. Да, работев представа Чолак се вика, која што имаш еден сличен лик таму. Па тоа, работејќи врз тој лик, некако успеав да се доближам и до ликот на Тони. Нормално дека има драстични разлики помеѓу тие два лика и не може да се споредуваат многу. Меѓутоа, во, да речеме, тоа некое однесување кое што сензибилитетот. прецена
некои физички манифестации на, не знам, нервоза и на такви тие некои гестови со рацете како што ги прави Тони кога објаснува и кога се кара со браќата. Некои од такви од тие ситни гестови беа превземени од тој лик. Меѓутоа Тони е нешто поразлично. Тони е лик кој што се залага за сите тие европски правила и начела и како и пробува сето тоа преку својот пансион да го пренесе не само во Преспа, туку и на целиот регион. Се обидува да ја стави Преспа на туристичката мапа на Европа и се залага за тој еден начин на работење, како што кажа гледачката, by the book. By the book. И се да биде како што треба. Не интересира дали Тони... Имаме гледачи, ајде да ги вклучиме, двајца. Ајде, добро утро. Добро утро, со кога ме овој пат може да разговараме? Сакам да ги пофалам многу, меѓутоа плюс-минус ги немаме фатено сите серии, па Телма телевизија да планира некаде луѓе кои што се слободни во попладневни 12, некој термин слободен, како што можат турски серии по 20 пати да ги репризираат, ова за да може на убаво да го одгледаме. Инаку се прекрасни на светско мислам ниво една серија која што и може да те насмее и да те расположи и да те опушти. Толку се природни глумците, посебно и Игор, прекрасно глуми, прекрасно. Благодарам. Беше и гост, мислам вас, ова сопругот на Тијана, нели? Ама стварно имаме, нели, со ова што беа и изборни кампањи, и едно друго, и луѓе не се слободни не толку за изборите, по едно попладневно термин од почеток, за да можеме да си седнеме и да ги изгледаме уште еднаш. Така е. Да немате можеби конкретно прашање до Игор? Супер се да продолжа така и уште подобри. Мислам, она англиски, американски серии со хумор, они се многу подобри од нив. Ви благодариме. Ова навистина значи и поддршка и е театар што повеќе да во се снимаат театарот вакви. аплаузот е она најдоброто, а веројатно за серија ваквите коментари Да, се на исто ниво со ваквите аплаузот. коментари, рейтингот кој што го добива серијата, тоа денеска многу лесно може да се види провери, тоа. да се види. Претпоставам дека и додека во оние ваши приватни седенки луѓето ви наидуваат и сакаат да ви честитаат, да ви заблагодарат што им понудите ваков квалитетен производ. Да, значи кога се појави Преспав сите во експанзија се да, случи. седиме во исчекување да ја видиме првата епизода. После тоа телефонот, Facebook страницата, милион пораки од пријатели кои што честитат, па и од луѓе кои што не ги познавам лично, имав честитки. На сите им се допаѓа серијата и сите има само позитивни зборови и коментари и сите не охрабруваат да продолжиме со желба да гледаат што повеќе епизоди. Иако исто како и гледачката замеруваат за термините во кои се дава и сакаат да има повеќе репризи, да имаат повеќе пати во текот на денот можност Тоа веќе не зависи. Да, и јас тоа им објаснав дека не зависи тоа од мене или од него, дека е тоа таква политика која што нели секоја телевизиска куќа си одлучила како и кога ќе може да ги емитува. Кампањата помина така што ќе можете секој работен да си ја гледате во редовниот термин Преспав. 2016-та дефинитивно ќе ја одбележи Преспав, но во поглед на театарот и твојата матична куќа, каква година ќе ја заокружиш? Па имав доста продуктивна и плодна година. Од Телма денес те праќаме на проба, така? Да. Се спреми и нешто ново? Сега во моментов подготвуваме нова представа, станува збор за Франкенштајн од Мери Шели. Спомена дека јануари ќе да чекаме премиерата, ако не се лажам. Да, премиерата ќе биде во јануари, режија е Лилија Баџиева од Бугарија. Работиме со нејзе, ова ми е мене втор проект со нејзе, ако се сеќаваат гледачите, првиот проект беше Ромео и Џулиета во МНТ. Тогаш се запознавме и тоа беше нашата прва соработка. Сега продолжуваме со нова соработка и нова представа која гледачите ќе може да ја видат во некаде кон крајот на јануари, околу 20 убаво да се стартува новата година. Значи работен ти е периодот, дефинитивно. Периодот ми беше многу работен. Покрај Преспав направив и други представи. Јов да не ја споменаме, така? Буре Барут беа истиот тој период.
Така што годинава беше Успешна. Апл за тоа. Јас морам да Имаме честитам, гледач. јас морам само да споменам едно од твоите најубави изданија пред мене беше на малата сцена, ако не се лажам, во предходниот македонски народен театар кога игравте заедно со Хелена кој се плаши од Вирџинија Вулф. Тоа беше такво едно експресивно доживување за самата публика. Честитки, вака нисам имал прилика ти кажам. Благодарам. Да. Ајде да го вклучиме и следниот во утринска на Телма. Добро утро. Ало, добро утро. Поздрав, кој е со Поздрав нас? до вас. Добро утро, Срđan на телефон. Поздрав, како Поздрав. сте? Добро, јас сум моментално во ремедика, па ја гледам вашава емисија. Се надам Поздрав. дека сте добри. Па добро, имаме некои операцијни захвати и сега сум добар. Добро, за полесно да поминува хоспитализирање, претпоставам дека уживате со програмата на Телма. Ја гледате ли Преспав, господине? Емисијата, значи, тоа се затоа и зајавив. Не два изборувам, сакам да, значи, пред да го поздравам гостите што ја вас во студиото и целата екипа од Преспав. Значи, долго се нема нешто случано, вакво нешто, така да кажам, светски. Јас, да речем, имам 36 години, да ме заинтересира да го чекам терминот да дојде, да ја гледам, па и ако можам пак репризите, поново да се ги изгледам. Да те насме, да те разведри, не знам како да ви кажам, значи нешто преубаво. Одлично. Можеби имате конкретно прашање до Игор или ликот на Тони? Немам конкретни прашања, само да продолжат вака. Супер. Ви благодариме многу. Вако нешто му треба. Посакуваме брзо опоравување и Навистина е наскоро да посакувам. од дома да не гледате и да гледате Преспав. Благодарим уште еднаш. И прво ни е драго што ја донесе магијата на Тони денеска во утринска на Телма. Одлично е дека откри неофицијално дека ќе имаме втора сезона и нови 40 епизоди. И луѓето гледаш и самите реакции, телефоните не престануваат во режија само за да ја поздрават како актерска екипа. Да, навистина ми е мило што ме поканивте. Мило ми е да ги слушнам сите овие коментари од гледачите. Морам само да им кажам дека за жал и јас не стигнувам секогаш да изгледам епизоди од Преспав затоа што сум не те прашам. Знаеш да се седеш да се гледаш најчесто вака ми беше навистина да си патиш критика можеби некоја своја. Да, секогаш сум самокритичен и се гледав затоа што прво бев љубопитен да видам што сме сработиле како изгледа. Следните неколку епизоди веќе ги гледав и гледав каде можам да бидам подобар и што тоа што ни го сугерира, да речеме, режисерите или од продукција, каде тоа може да биде подобрено и да го подигнеме квалитетот уште на повисоко ниво. Така што мислам дека следната сезона ќе биде далеку поуспешна и уште подобра, затоа што сите како актери веќе гледаме каде може да смениме нешто за да тоа биде подобро, да речеме да се добие поголема динамика во сцените, да се постигне некој подобар ефект, едноставно најпросто кажано. Само да прашаме дали ќе те дочека рецепционерката Јелена во своите раци или тешко? Јас знам дека ликот на Тони поинаку ќе се развива. Ликот на Тони, да, ќе видите како ќе се развива. Можеби некој имам некоја интуиција, мајде да не. Веќе некој насетува. Меѓутоа не знаеме што ќе донесе втората сезона, ќе видиме. Се зависи од режисерот. Беше чест да ти имаме. Да, благодариме уште еднаш. Благодариме за дружбата, за утринската енергија вака што си ја разменивме. Уште долго да се дружиме на Телма и заедно со Преспав и со целата актерска екипа. Огромен поздрав до сите вас. И овие плодни филмски проекти да ги представиме пред публиката и след нова година. Дај Боже. Ви благодарам за убавите зборови, за тоа што ме поканивте да бидам гост. Во секој време. Продолжуваме секако, ние мала одишка ќе имаме со Топшап, а веднаш потоа не очекува и најновото издание на Телма Амбуланта. Останете со нас.